Речиси една недела по нападот на 68-годишниот алпинист Јован Поповски, Министерството за внатрешни работи се уште трага по напајачите. Нема нови детали ни за нападот на 47-годишниот скопјанец, кој во Тафталиџа му беа нанесени тешки телесни повреди од непознати лица вечерта кога се враќал од граѓанскиот собир пред Државната изборна комисија. И во двата случаи на постизборно насилство, напајачите се уште се во бегство и се недостапни за полицијата. Во меѓувреме не стивнуваат реакциите, особено за нападот врз Поповски, кој според пријавата бил брутално претепан од двајца мажи, затоа што рекол во кафејана дека СДСМ е виновна за политичката криза. Последен во низата е универзитетскиот професор Љубомир Цуцуловски, кој на социјалните мрежи покрај осудата за нападот се осврна и на медиумите, за кои како што вели недоволно ја информираа јавноста за случајот, а некој од нив и го премолча. Несомнено е дека Јове е еден од врвните македонски алпинисти и дека бил претепан, без разлика кој е виновен за настанот. Исто така, известно е дека скоро ниту еден, или буквално ниту еден медиум наклонет кон опозицијата не јави за овој настан. Барем јас, колку и да се обидував, не успеав да најдам таква информација. Кои се причините за тоа не знам. Меѓутоа знам дека ова премолчување ќе биде еден од најголемите срамови на дел од македонските слободни или слободни поднаводници медиуми кои би требале за се да известуваат, особено ако се работи за значајна личност. Прв за случајот што ја шокираше македонската јавност алармираше академикот Гора Старосоклија, личен пријател на Поповски. Во нападот алпинистот се здоби со тешки телесни повреди, повеќе скршеници на ребрата и набиеници по целото тело. Според последните информации, тој се уште се наоѓа во болница, но состојбата му се подобрува.